Љубе Бошковски при обиколката на повеќе битолски сел им потпишуваше гаранции на земјоделците дека штом неговата партија ќе дојде на власт, ќе покаже грижа за земјоделскиот труд и ќе обезбеди откуп на производството. Сега земјоделците се ставени под финансиска контрола и се заплашуваат од оваа власт, а извршителите станаа страшила и влегуваат во нивните штали за да им ги одземат тракторите и кравите, рече Бошковски. Љубе Бошковски денеска на жителите од битолските села Ивањевци, Српци и Могила, чии ниви настрадаа во поплавите, а парите им заглавија во шведската млекарница, им потпиша гаранции дека Обединети за Македонија штом дојдат на власт, ќе покажат грижа и обврска за реално вреднување на земјоделското производство. До крајот на оваа година дека Македонија за прв пат во историјата ќе има честна влада која ќе го поведе народот, со која гарантираме дека ќе им ги откупиме земјоделските производи и не на начин да тоа биде откупување само заради откупување. За маките на земјоделците Бошковски ги обвини владите на Црвенковски и Груевски, а нивниот страв се должи на финансиските и други закани со кои ги контролира оваа влада. Истата таа влада, која им дава кредити, сега почна од шталите да им ги вади кравите, од домовите, од куќите да им ги земаат и конфискуваат тракторите и сега ги контролира и што е најстрашно од се, ги уништува на еден најбрутален, на еден најнечовечен начин. Извршителите станаа страшила на ова општество, извршителите се во домовите на македонските земјоделци. Активистите на Обединети за Македонија и нивниот лидер при денешната обиколка на повеќе битолски села не крие дека се подготвуваат за избори, бидејќи, како што беше речено, на луѓето им е прекуглава од празен популизам и потребен им е политички лидер кој ќе им даде сигурност за нивната иднина.